Зоран Заев започна со реализација на планот да ја направи својата партија држава, а државата своја партија. Вработувањето на партиски војници и послушници не запира. Нови 13 советници од вчера се на списокот на извршители на Заев и СДС и ќе бидат плаќани со народни пари. Кои се овие луѓе и по кој основ се вработени во владата на Република Македонија? Дали е точно дека меѓу нив има и лица кои се осудени за кривични дела и во Република Македонија и во Германија? Дали е точно дека Заев и СДС вработуваат лица кои биле гонети поради тоа што кај нив биле пронајдени психотропни дроги? Почитувани граѓани, народот не смее да биде доведен во ситуација од негови пари да се плаќаат извршители, војници и послушници на Заев, кои се дел од планот државата се претвори во партија, а партијата во држава. Не сме од работа да се бркаат квалитетни луѓе, само затоа што биле неистомисленици со Заев и СДС, а на нивно место да се вработуваат партиски послушници, криминалци со психотропни дроги и улични војници на СДС, од принципот од чистачка до директор, како што Заев призна дека планира да владее. Не смее да се спроведуваат чистки за сите кои имаат само една лична карта и за кои членската од СДС никогаш не може да биде втора лична карта, како што бараше пратеникот на СДС Курто Дудуш. Срамно е 1500 членови на сите управни и надзорни одбори, на јавните предпријатија, здравствени установи, центри за социјална работа, агенции и други правни лица, без исклучок, да се сменети во една секунда, со што СДС и Заев ги парализираат сите правни субјекти, а на нивно место да се поставуваат улични платеници и профитери, партиски војници на СДС и криминалци со психотропни дроги. Сите овие дилетантски акции на СДС ќе ги плаќа македонските граѓани со повеќе од 100 милиони денари годишно. Најмалку толку чини приватизацијата на државата по планот на СДС за партиски вработувања на војници и послушници. Граѓаните се во неизвестност за својата иднина и за иднината на државата, гледајќи ги ваквите недемократски и срамни потези на владата на Заев и СДС. За само месец и пол СДС започна да воспоставува режим во Македонија, но отпорот од народот многу брзо ќе го почувствува. Ви благодарам.